Дозволете во мое лично име и во име на ВМРО ДПМН да ви го честитам најголемиот христијански празник, Воскресението Христово Великден. Ви посакувам безброј мигови на среќа, на спокој и на љубов за вас и вашите семејства. Благодат за секој еден од нас, која произлегува од радоста на Христовото воскресение, кое пак, еве веќе 2 милениума, представува најмаркантниот настан во историјата на човештвото, но и сведок за неизбежноста на победата на доброто врз злото. Драги пријатели, живееме во време полно со предизвици, поделби, гнев, сомраза едни кон други, но и во време на големи неправди. Тоа највеќе не боли. Кога гледаме дека од нашите раце сакаат да ја отргнат надежта со ништата, нашите најмлади членови, најмладите членови на ово општество кои притиснати од очеот на власта се приморани да ја бараат својата среќа во други држави, надвор од нивните родни огништа. Имаме задача, моја, ваша, заедничка, да му ставиме крај на ова сивило и да ги промениме работите. Да ставиме крај на неправдите и на заедничките болки што предизвикуваат заеднички страдања. Заедно да се избориме за нови стандарди. Друга опција немаме. И ова е Македонија за која се бориме. Ова е Македонија во која веруваме. Ова е Македонија за која вреди секоја наша болка, секоја промена, секоја возобновена надеж, секоја заедничка иднина. Да ги кренеме главите и да покажеме што можеме. Со срце, со ум, заеднички. За неповторливата шанса на нашата генерација. Драги браќа и сестри, историјата не учи дека предизвиците и ударите врз нас никогаш не престанале. И денес се нападнати нашите темели кои се основата на сите наши силни колективни верувања, но и она што сме. Овој пат разликата ќе ја правиме по мудроста, што ќе ја покажеме, и по обединетоста, која мораме да имаме. Овие празнични денови испраќам и порака кон едно од нашите најголеми идентитетски тврдини – Македонската православна црква, Охридска архиепископија, единството и трепетот над македонскиот оган, како и секогаш низ вековите, да продолжат да бидат главната одлика, мудроста и разумот да продолжат да бидат главните двигатели на сите одлуки во овие историски време. Целосно знаејќи за она што сме и за она што мора да продолжиме да бидеме. И верувам дека нашата света црква, како и досега, ќе продолжи да биде големиот чувар на идентитетот на македонскиот народ. Почитувани пријатели, добрината и љубовта нека биде водилка во вашите срца, а светлината и топлината нека бидат присутни во сите наши домови. Нека е за многу години Великден. Христос воскресна, навистина воскресна.